Тропали наврата уште еден нов силен бран на сиромаштија кој се заканува на земјава. Цените растат, граѓаните и стопанството се жалат, но власта и натаму останува смирена. Исто како да нема ценовни шокови кои буквално им ги изедоа парите на граѓаните. Од бизнис секторот вела дека состојбата станува неподнослива. Иако владата не преземе итни сериозни чекори, не очекува уште полошо време. Капак на се е и потенцијалната енергетска криза, која може да повлече поскапување на струјата, зашто цените заминале нагоре и во Европа поради пренасочувањето на Европската унија кон зелената агенда, но секако и затворањето на термоелектраните. Глобалната економија за зголемување на трошоците на енергенсите логично ќе произведе ценовни оптоварување на пазарот. Така да се надеваме дека владата навистина има паметна стратегија како ќе го замени зголемениот трошок на енергија, дали преку ТЕЦ Неготино, дали преку РЕК Битола, дали преку ефтин интервентен увоз, сопствено производство и така натаму, меѓутоа и дали ова состојба, еве да искористам оваа прилика, дали оваа состојба ќе придонесе добро да размислуваме на вклучување на сите граѓани, потенцирам, на сите граѓани и сите компании во вклучување во енергетскиот систем. Владата многу добро знае што значи тоа либерализација на енергетскиот систем. За да се ублажи ценовниот шок, добро е да има замрзнување на цените, велат бизнисмените, но тоа да не биде само ветување кое ќе биде и заборавено. Доколку не е контрадикторно, би било интересно, затоа што нема паника од ценовен шок, а има план да се замрзнуваат цените. Едното со другото не оди и затоа се надам дека владата има добар план како ќе го, или пак ќе разговара бизнис заедницата со експертите, со науката, да знаеме како ќе го изведеме тоа и какви последици ќе имаме. Од бизнис секторот смируваат дека барем во наредниот период, крајните цени на производите нема драстично да скокнат поради високата цена на струјата. За нив не посакувана е интервентната мерка која веќе ја најави од владата за замрзнување на цените. Факт е дека одредени инпути не се качени само заради цената на енергијата, него заради намаленото производство и традиционалните пазари од кои ние купуваме. Да кажам, житото го купуваме традиционално од Србија или од Украина, и тие два пазара сега моментално имаат покачена цена 40%. Се надеваме дека владата нема да прибегне кон нејзиното право да лимитира цени. Тоа е нешто што не смееме да си го дозволиме како пазар. Ноември ќе биде тежок месец за стопанството, додека не стигне интервентниот јаглен со кој целосно треба да проработат РЕК Битола и Осломеј, цената на струјата на бизнисите и натаму ќе остане висока. Според очекувањата на ЕСМ, јаглено ќе почне да се користи за производство дури во декември. Ваквиот сериозен аларм барем засега не ја потресува владата, која вели дека само ја следи состојбата, но засега не конкретизира дали и каква стратегија ќе употреби за шокот да се амортизира. За разлика од цените кои буквално експлодираат, стандардот на народот тапка вместо и не држи заковани на дното во Европа.